ВМРО ДПМН во Штип носи уште една штетна одлука за граѓаните, се покачува данокот на промет на недвижнини, што е продолжување на лошите одлуки за граѓаните, рекоа денес на прес од советничката група на СДСМ. Донесувањето на оваа одлука би значило дека граѓаните, наместо досегашната стапка на данок на промет на недвижности од 3%, ќе плаќаат стапка од 4%. Ова пластично би значило дека доколку одреден граѓанин за купување на имот од 50.000 евра досега плаќал 1.500 евра како данок на промет на недвижности, со оваа нова одлука ќе треба да плати 2.000 евра. Не само што ова е една од најштетните одлуки за граѓаните, туку е иронична, бидејќи истата оваа партија искажуваше став дека не треба да се зголемуваат даноците во државата. Покачувањето на давачките се белег на владењето на Јорданов. Досега Јорданов успеа да ги покачи давачките за такси услуги, собирање на смет, стапка за уредување на градежно земјиште и данокот на промет на недвижности. СДСМ зад себе во Штип постави долг од 5 милиони евра и нема право на декларативни и лицемерни изјави за наводна грижа за граѓаните. Наша обврска сега е да ги вратиме нивните долгови и да мислиме за развојот на Штип, возвратија од ВМРО ДПМН. Ние мораме да донесеме некаква одлука со која што ќе го зголемиме профитот во општина Штип по основ на данок на промет. При тоа сакам да напоменам дека тука не се засегнати сите граѓани на општина Штип, затоа што единствено ќе се покачи за 1% данокот на промет при промена на собственост, при продажба или при купување или продавање на некакво земјиште или имот на некој од граѓаните во општина Штип. Од тие причини сметам и ќе повторам дека нивните заложби се лицемерни, дотолку повеќе што на амандманската расправа на парламентот, политичката партија на Социјалдемократскиот сојуз не го прифатија амандманот на ВМРО ДПМН за намалување или задржување на данокот за додадена вредност за дериватите да остане на 5%,